не беше целта да правиме спектакли, туку навистина граѓаните да му покажеме дека и во овие 100 изминати дена мандат на ВМРО ДПМН е во Прилеп, се работеше согласно она што ни беше во предизборието како програма и особено што ми е важно и чест е што покрај она што сметаат граѓаните дека е во моментов декларативна поддршка, јас ве уверувам дека и навистина сериозна поддршка од владата, особено ова што значи присуство на потпредседателот на владата и министер за транспорт и врски, од кого што овој регион навистина доби едно ново светло, доби една нова димензија, односно ново инфраструктурно поврзување и цела комплетно програма на мандатот 2025-2029 година на општина Прилеп ќе се движи во таа насока, подобрување на инфраструктурата, подобрување на квалитетот на живот и она што и во цела кампања и во овие 100 дена е главна и основна цел или мотив е да видиме што е можно посрекни луѓе на улиците на Прилеп. Зборувавме во програмата дека ќе правиме сериозна реконструкција и консолидација на јавните комунални предпријатија, тоа го почнавме, нови менаџерски тимови, скоро во сите јавни предпријатија, јавни општински установи, онаму што каде што дозволува условите тоа да се случи. Нов буџет, зголемен буџет, буџет во насока на подобрување на квалитетот на живот на граѓаните, инфраструктурните проекти од поддршката од средствата од владата и од Министерството за транспорт, кои што почна и веќе добиваат свој интензитет. Дозавршуваме со објава на јавни повици за уште 2 големи капитални проекти кои што треба да се случуваат во овој период. Поддршка на социјалата, поддршка за првачињата, нова програма која што ќе значи 3000 денари по прваче од следната учебна 2026-2027 година, нови униформи за 9000 основци, продолжуваме во исто темпо во развој на образованието како и досега, но не застануваме тука. Беше фокус и една од главните работи која што сакам да ја спомнам, а се случи токму во овие 100 дена, е дека после 2011 година, после изградбата на оваа зграда во која што сега се најдуваме, од предизвестно време имаме конечно имотен лист. Се провлекуваше еден облак во јавноста дека навистина е дивоградба оваа зграда и дека нема шанси да биде запишано, дека не е поднесено барање за легализација. Нити една од овие шпекулации кои што беа пуштани и пласирани во јавноста не е вистинита. Имаме имотен лист, може секој да го провери. Имотниот лист е 70.504 број. Проверете го, навистина имаме сега и на Тапија градска куќа која што ќе остане во иднина да биде користена од сите структури кои што доаѓаат после нас.